7 кандидати, 7 различни ставови за кодексот за фери демократски избори. 6 од нив го ставија потписот на документот за кампања без говор на омраза и дискриминација, без подкуп и корупција. Стефчо Јакимовски од Гром не се потпиша, но си подаде рака со против кандидатите. Учесниците во изборниот процес се обврзуваат дека ќе ги почитуваат сите закони, правила и прописи кои се релевантни за изборите и ќе го почитуваат владењето на правото при организирањето и спроведувањето на изборите. Учесниците во изборниот процес недвосмислено се обврзуваат дека нема да користат говор на омраза и нема да вршат никаква дискриминација и омаловажување врз основа на пол. Стево Пендаровски верува дека тој и неговите противници ќе го одржат нивото на дебата и целиот процес ќе биде фер и демократски. Гордана Силјановска-Давкова пак со програмата ќе ги почитува сите кандидати и ќе говори со аргументи. Уверен сум дека интегритетот на процесот нема да биде нарушен и уверен сум дека како и пред 5 години нема да биде оспорен ниту изборниот резултат. Меѓутоа, во целина мислам дека ќе докажеме уште еднаш дека како држава сме подготвени да го извлечеме на највисоко можно демократско ниво овој процес. Ниту минатиот пат, ниту сега нема да посегам под ад хоминем однос, ќе говорам со аргументи за програмата и ќе ги почитувам сите кандидати, а посебно против кандидатката. Бујар Османи пак ќе се залага за позитивна кампања, а Билјана Ванковска го потпиша кодексот, кој според нејзе бил празно парче хартија. Никогаш до сега не сум користел некоректен пристап кон некој во политичката трка. Никогаш не сум користел црна кампања или несоодветен јазик кон било кој противник. Јас без дилема ќе го потпишам овој кодекс. Ова го сметам за протоколарен чин. Меѓутоа, чувствувам потреба, особено затоа што ни е дадена можност, да кажам дека јас во ова парче хартија не верувам. Арбен Таравари се надева на најфери, најдемократски избори досега, а Максим Димитриевски нема да бега од дебати и сака на изборите да победи демократијата. Јас посакувам и се надевам дека овие избори ќе бидат пофер и подемократски, барем од претходните избори што ги имавме во 2021 година. Тоа не зависи толку од нас, кои сме кандидати на опозицијата, туку од партиите кои се на власт. Факт е дека немаме сите еднакви права и можности, иако со Уставот тоа е загарантирано, бидејќи самиот начин за пристап до медиумите е ограничен согласно законот, кој што нас како кандидати во моментов не ограничува. Јакимовски рече дека не го потпишува кодексот, но ќе го почитува. Одредени кандидати се максимално фаворизирани, земајки големи средства. Мене ми е жал што јас ова го кажувам, ќе ми извините сите, длабоко ви се извинувам, јас кодексот ќе го почитувам, меѓутоа ако немаме дебати, јас кодексот нема да го пуштам, да го потпишам. Пред секој избори вообичаено се потпишува ваков кодекс, но тоа не значи дека истиот ќе се спроведува и во пракса. Јавноста била сведоки на црните кампањи, лажни вести, недолични навреди, па дури и физички пресметки.